Во вторник во Атина треба да се одржи 45-тиот состанок на бордот регулатори на енергетската заедница со кој треба да председавате вие. Дали ќе патувате во Атина или состанокот ќе се одржи онлайн поради проблемот со коронавирусот? Имајќи во предвид состојбата со коронавирусот, овој состанок ќе биде прв состанок на бордот на регулаторни тела во рамките на енергетската заедница кој што ќе се одржи онлайн. И ова ќе биде прв состанок исто така кој што јас ќе го председавам како ново избран председател на бордот на регулаторни тела на енергетската заедница и верувам дека ова ќе биде ново искуство и за мене како председавач на бордот на регулаторни тела, но исто така и за енергетската заедница, за еден нов начин на функционирање на бордот на регулаторни тела во рамките на енергетската заедница и очекувам дека оваа пракса, доколку има потреба и постигнувањето на оваа криза, ќе можеме да ја реализираме и во наредните години. Зошто токму вие сте избрани да председавате со состанокот и дали тоа е некој вид признание за земјава за успешно спроведените реформи во енергетиката? Значи, бордот на регулаторни тела во рамките на енергетската заедница е една од институциите кои што функционира во енергетската заедница и председателот на овој борд се избира еднаш во 2 години и тоа не следува, не е тоа ротирачко председателство од секоја земја, туку секој председател на регулаторните тела има право да се кандидира. Јас бев единствен кандидат во месец декември и бев избран едногласно од сите 10 земји членки, вклучувајќи го и гласот и на Европската комисија. И тоа представува пред се и сатисфакција и за мене лично, но и сатисфакција за регулаторната комисија за енергетика, која што во 2018 и во 2019 година е регулаторна комисија за енергетика, која што е на прво место во рамките на извештаите кои што ги прави самата енергетска заедница. И особено ми причинува задоволство тоа што го истакна и директорот на енергетската заедница, господинот Јанес Копач, дека мене ме гледаат како еден, на некој начин, како нивни кадар, бидејќи јас учествувам во работата на работните групи во рамките на бордот на регулаторни тела од 2005 година и ме сметаат дека сум и еден нивни изданок во кој што им представува особено задоволство што човек кој што започнал од работа во разни работни групи, поминал многу обики кои што ги организирала енергетската заедница, да стане и председател на бордот на регулаторни тела во рамките на енергетската заедница. На што ќе биде фокусиран состанокот во Атина? Вообичаено на секој состанок, секоја земја, секој регулаторно тело ја кажува состојбата во својата земја, што се случува, сега имајќи во предвид ситуацијата со COVID-19, она на што најмногу ќе обрнеме внимание, ќе биде начинот на кој што регулаторните тела во земјите членки на енергетската заедница се справиле со оваа кризна ситуација и тоа е добро, бидејќи ние непосредно имавме комуникација помеѓу себе со сите председатели на регулаторните тела, да видиме кои мерки ги превземало секое регулаторно тело и исто така сигурно можеме и да научиме повеќе од искуствата кои што ги имаат во другите земји и тие добри искуства можеме да ги примениме и во нашата земја, имајќи во предвид очигледно е дека оваа ситуација со COVID-19 ќе потрае и во наредниот период. Инаку понатака ќе се фокусира овој состанок пред се на активности кои што ги има превземано работната група за потрошувачи во рамките на бордот на регулаторни тела и пред се на соработката која што имаме како ECRB со Медрек, односно тоа се Сдружение на регулаторни тела од земји кои што излегуваат на Медитеранот и во изминатиот период имаме изворедно блиска комуникација со овие земји и да видиме кои се
последните случувања и во овие земји не само од аспект на ковид, туку и начинот на функционирањето на нивните пазари и заедничката комуникација. Потоа исто така ќе обрнеме особено внимание на така наречениот ремит. Тоа е регулатива која што се однесува на мониторирање на пазарите и на електрична енергија и на природен газ во земјите членки на енергетската заедница. При тоа го користиме искуството и на земјите членки во Европската Унија, имајќи во предвид дека на овие состаноци покрај земјите членки учествуваат и представници од Европската комисија, исто така представник од АЦЕР, тоа е организацијата на регулаторни тела во рамките на Европската комисија, исто така редовно учествуваат и представници од регулаторните тела на Австрија, Италија, Унгарија, Грција, исто така во последно време и Бугарија е доста активна во рамките на енергетската заедница. Значи, најмногу се фокусираме на продлабочување на соработката помеѓу регулаторните тела во регионот и начинот на формирање на заеднички пазари на електрична енергија и на природен газ, имајќи во предвид дека еден ден сите ние земји што сме таму ќе станеме и земји членки на Европската Унија, со тоа ќе станеме и дел од паневропскиот пазар и на електрична енергија и на природен газ. Дали енергетскиот сектор се покажа како отпорен на пандемијата со COVID-19? Енергетскиот сектор во целост се покажа како стабилен и сите гледаме дека немаше никакви нарушувања во снабдувањето со електрична енергија, со природен газ и со топлинска енергија. Во првиот период имавме одредени проблеми со ликвидноста на снабдувачите пред се со електрична енергија, имајќи во предвид паниката која што настана кај потрошувачите и уплавот да излезат надвор да ги покриваат сметките, и сега овие анализи веќе кои ги имаме за март негде покажуваат околу 30% намалување на приходите кои што ги собирале од Ева на Хом споредени со минатата година, но како изминуваше кризата и пред се начинот на кој што потрошувачите се однесува, проблемот со ликвидноста е далеку подобрен и од тој дел немаме проблеми. Оноа што е карактеристично е дека имаме одреден мал пат на потрошувачката на електрична енергија, бидејќи голем број на објекти, особено комерцијалните објекти, беа затворени, што се одрази и на намалено производство на електрична енергија на ЕСМ, бидејќи толку беа потребите. Инаку, електрани на Северна Македонија има проблем, бидејќи во овој период не може да ги продаваат вишоците на електрична енергија и доколку во минатата година, во 2019, во овој прв квартал имаа приходи од 8 милиони евра, во 2020 тие немаат никакви приходи во овој дел, но исто така е карактеристично што и цените на регионалниот пазар на електрична енергија во овој изминат период се намалија, поради тоа и немаше никаква логика електрани на Северна Македонија да продава вишоци на електрична енергија, туку ги сочуваа на одлично ниво акумулациите и во моментот кога ќе се создадат услови, ќе се зголемат цените на регионалниот пазар на електрична енергија, електрани на Северна Македонија повторно ќе може да продава вишоци на електрична енергија на слободниот пазар. Значи имаме намалени приходи кај електрани на Северна Македонија и исто така имаме и намалени приходи кај МЕПСО во однос на така наречените приходи од прекогранични преносни капацитети, поради тоа што реално имавме намалена потрошувачка и немаше загушување во системот и тоа негде од прилика изнесува околу 7 до 8 милиони евра на годишно ниво. Каква е позицијата на Регулаторната комисија за енергетика по првиот бран на пандемијата во однос на спроведување на реформите? Регулаторната комисија за енергетика во изминатиот период работеше со намален интензитет во смисла на доаѓање на вработени на работа во Регулаторната комисија за енергетика, но сите обврски кои што ни беа и сите планирани активности навремено ги завршивме
и се што имавме обврски кои што ни беа некои што произлегува од новиот закон за енергетика, како и одредени подзаконски акти кои што требаше или да ги донесеме или да ги одобриме, ги изреализиравме и конечно ги одобривме мрежните правила за дистрибуција со топлинска енергија, со кои што и цената за приклучокот по инсталиран киловат ја намаливме за околу 30%, значи околу 1200 денари, таа е пониска сега, со тоа што даваме уште еден сигнал до новите инвеститори кои што градат згради да се приклучуваат на системот за топлинска енергија. Исто така донесовме една многу битна одлука со која согласно законот за енергетика, со која препорачавме на владата да го номинира МЕМО за национален маркет оператор на пазарот ден однапред, и тоа е еден од првичните услови за понатака овој наш оператор да продолжи со соединување, односно со каплирање со бугарската берза, и така да нашата земја и Бугарија ќе бидат првите земји во регионот кои што ги соединиле овие организирани пазари на електрична енергија ден однапред и во текот на денот, и понатака нашата интенција на кон овој наш заеднички пазар со Бугарија да се приклучат и Косово, и Албанија, и Црна Гора, очекуваме и понатака и останатите земји од регионот. Дали евентуалниот втор бран на пандемијата што се најавува за есенва може да предизвика проблеми во функционирањето на енергетскиот систем во земјава во пресрет на идната грејна сезона? Не очекувам дека ќе имаме било какви проблеми, бидејќи веќе имаме искуство и ние како регулаторна комисија за енергетика, и она што е особено битно, и компаниите веќе кога започна првиот бран нема искуство во овој дел, но веќе знаат како да се организираат и како да функционираат во овакви кризни услови, и самиот факт што немавме прекини во снабдувањето со електрична енергија, исто така немавме прекини и во обезбедување, односно во производството на топлинска енергија. Сигурен сум дека компаниите, имајќи го во предвид искуството од првиот бран, и доколку не дај Боже дојде вториот бран, уште подобро ќе бидат организирани. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам за поканата.